да кажеме, предлог, заклучок, имате некоја отворена соработка со општина Куманово да се формира одредена комисија која што ќе работи на намалување, на подигање на јакнење на свеста на сообраќајната култура. Колку сметате дека вакви комисии можат во практика да го решат овој проблем? Добро, тоа е предлог на Советот на општина Куманово. Ние како Министерство ќе го прифатиме и ќе парципираме во таа комисија. Меѓутоа, комисијата мислам дека нема да ги реши проблемите, затоа што комисија не решава, него решава Советот, останатите служби во општината и Министерството за внатрешни работи. Ние како Министерство беа искажани нашите бројки во извештајот, колку сме репресивни и превентивно колку делуваме, важиме за една од поригорозните полиции во Министерството во однос на другите градови. Значи, бројките се доста големи, што има извршено поднесоци, санкционирање, казни и други останати поуки. Меѓутоа, ние како Министерство нема да го решиме сами прашањето. Прашањето ќе го реши Советот, останатите служби во општината, кога ќе се проектираат нови сообраќајници, кога ќе се изградат инфраструктурни објекти, кога ќе земат дозвола и употребна дозвола на изработените булевари, бидејќи булеварите што се направени немаат технички прием и немаат употребна дозвола. Тоа е една од причините за сообраќајните незгоди. Статистиката кажува дека, према едно истражување, патот како фактор за сообраќајни незгоди процентот е висок, 36%. Значи имаме овде дека патот како фактор за сообраќајни незгоди. Јас ги немам сега при мене тука се податоците, каде што брзината во овие 3 месеци само во 2 случаи е фактор за сообраќајни незгоди. Само во 2 сообраќајни. И ова последната, што е као брзина како фактор за сообраќајни незгоди.